Минатата сабота видовме зошто првата заповед е прва. И ништо не е случайно, знаеме во Библијата, Господ ништо случайно не запишал така како што запишал, нормално преку своите слуги. А кога станал збор за 10 заповеди, ги запишал лично тој. Првата заповед, која што гласеше немојте да имате други богови освен мене, е заповед, како што видовме минатата сабота, која што ако ја држиме, ќе избегнеме многу од проблемите и ќе немаме многу од проблемите кои што обично ги имаме. Видовме таму во Јован 8:29 дека за Исуса се вели, кој што нели е совршен пример за секој од нас, за секој христијанин, секогаш ја твореше Божјата волја, односно секогаш го правеше она што му е нему мило на Господа. А проблемите се јавуваат тогаш кога ние ќе правиме нешто што нам не е мило. Значи, кога ќе го тргнеме Господа од тоа прво место и значи ќе ја прекршиме таа прва заповед. Ова вечер на некој начин ќе биде и своевидно продолжение. Темата ќе носи наслов Господ на прво место. Да отвориме најнапред во Евангелие по Јован и ќе читаме 14 глава, 15 стих. Повеќето од овие стихови нам ни се многу добро познати. Јован 14:15, може би некој го знае на памет. Или барем знае онака отприлика за што станал збор во овој стих. Јован 14:15. Господ Исус вели, ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. Многу едноставно. Ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. И многу логично. Како се покажува љубовта? Со тоа што ќе кажете, Господе, јас те сакам, па денеска секој христијанин ќе го каже тоа. Но љубовта се покажува со она што го правите. И затоа вели во стихот, ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. Ако отидеме малку подолу во истата глава од Јован 14 глава, 21 стих, нешто слично, едно проширување дава овде Јован, кој ги има моите заповеди и ги пази, тој ме љуби. А кој ме љуби мене, него ќе го љуби мојот татко. И јас ќе го љубам и ќе му се јавам сам. Овде гледаме, ќе видиме подолу и некој друг стих, од иста глава, дека оној кој што ги пази Божите заповеди, со тоа покажува дека го љуби Господа и тој има некои своји видни привилегии. Во стихот вели, значи, кој ме љуби мене, него го љуби мојот татко, и јас го љубам, и ќе му се јавам сам. Сакате ли Господ да ви се јави? Сакате ли да имате онака непосредна конверзација со него? Не мора тоа да биде, нели, лице в лице, како што имале посебна можност Мојсе или некој друг. Но, ете, преку глас. Значи, со држењето на заповеди, со послушноста, со други зборови, добиваме и одредени привилегии. Сега одиме во прво Јованово послание, 5 глава, и ќе ги прочитаме 2 и 3 стих. Прво Јованово, 5 глава, 2 и 3. Прво Јованово 5, 2 и 3. По тоа познавме дека ги љубиме Божите деца, кога го љубиме Бога и ги пазиме Неговите заповеди. Зошто ова е љубовта Божја? Да ги исполнуваме Неговите заповеди, а Неговите заповеди не се тешки. Гледате, значи, прочитавме неколку стиха каде што љубовта кон Бога се поврзува директно со пазење на Неговите заповеди или со послушноста. Ако послушноста се поврзува со
љубовта, или пазењето на заповеди со љубовта, тогаш онаму каде што нема послушност, што може да кажеме? Дека нема љубов. Онаму каде што место пазење на заповедите имаме кршење на заповедите, нема љубов. Нешто му доаѓа како, знаете, Јаков пишува дека верата која што нема дела е каква? Мртва. Така и љубовта која што не е пропратена, односно е без послушност, е каква? Е мртва. Не постои. Дури Павле во Галатјаните 5-6 ги поврзува, значи верата и љубовта, таа совршена комбинација би рекол. Верата која што работи преку љубовта, вели таму. Действува преку љубовта. Верата која што действува преку љубовта. А сме кажале често пати дека верата и послушноста се малте, односно едно те исто. Не може да кажете дека некој верува, а не е послушен. А со самото тоа се гледа дали ја има љубовта или не. Значи, ако сакате да знаете, ако сакате да познаете дали некој навистина го љуби Бога, нема да знаете по тоа што залепил позади на колата, како што прават во западните земји, I love Jesus, или не знам, во тој стил. Нема по тоа да познаете дека тој е вистински христијанин, туку по тоа што ќе видите како живее, значи, дали ги држи заповедите. Самиот Господ, значи, видовме дека, вели дека, ако ме љубите, ќе ги држите моите заповеди, вели. И сега да читаме 2 Јованово 1.6, исто така еден стих, во тој контекст. 2 Јованово послание 1.6. А љубовта е ова, да одиме според неговите заповеди, или да ги пазиме неговите заповеди. Тоа е заповедта, како што чухте од почетокот, во која треба да одите. Сега, одно што го спомнав предходно, меѓутоа сега ќе го надополнам со уште еден стих од Јован 14 глава, значи се враќаме во Јован 14 глава, ќе го прочитаме повторно 21 стих, но ќе го додадеме и 23. Јован 14, 21 и 23. Кој ги има моите заповеди ги пази, тој ме љуби. А кој ме љуби мене, него го љуби мојот татко. И јас ќе го љубам и ќе му се јавам сам. Потоа 23 вели, Исус го одговор му рече, ако некој ме љуби, ќе го држи моето слово и мојот татко ќе го љуби, при него ќе дојдеме и при него ќе се настаниме. Видите, кои се привилегиите на христијанинот кој што е послушен, кој што го држи законот. Да има една тесна заедница, дружење со Господа. И нормално е и за едно човечко суштество да сака да се дружи и да му е мило да се дружи со оно и да биде во обкружување на оние кои што го љубат, со кои што ќе има добри односи. Значи, ако видовме дека љубовта е послушност, препратена со послушност, тогаш што би било непослушноста? Малко е тешко да се изговори ова, ама ќе видиме дека Библијата се користи со еден израз, силен израз. Јас нема да кажам дека тоа е стварно омраза, не го мислам тоа кога ќе го кажам, но самиот факт што Библијата користи еден ваков силен речник, треба нешто да ни каже, да не замисли. Значи, што значи тоа да Бог ти биде на прво место, или што значи кога Бог не ти е на прво место, кога имаш нешто поважно во животот од Бога. Ајде да читаме во Излез, во самата заповед. Сега ќе читаме втората заповед. Чи Излез или втора Мојсиева, 20 глава, тие 3 стиха со кои што е опфатена оваа заповед, 4 до 6. Значи втората заповед, знаеме, се однесува на идолите, да не си правиме резан лик. 4 до 6 стих. Не ке си правиш резан лик, ниту некаква слика на она што е горе во небото или долу на земјата, или во водата под земјата. Не ке им се поклонуваш, ниту ке им служиш, зашто јас, Господ твојот Бог, сум ревнив Бог. Ја посетувам неправдата на татковците, на оние кои ме мразат,
на децата до третото и четвртото поколение. Внимавајте. Оние кои што си прават богови, ликови резани, било што сакат да го стават на местото на Бога, тие Господ ги оквалификува кои некои кои што го мразат. А видите сега 6 стих. А покажувам милости на илјадници кои ме љубат и ги пазат моите заповеди. Повторно, овие две работи одат заедно. Ме љубат и ги пазат моите заповеди. Воспротивно вели на оние кои ме мразат. Навистина речникот е силен. Но да продолжиме понатаму, ќе гледаме примери. Во Новиот Завет отвориме во Матеј 10:37. Сега ќе навлеземе во една сфера во која што веројатно мнозина од нас ќе се најдат и добро е да се најдеме, затоа што тука лесно се паѓа. Сите ние сме на некој начин фамилиарни дел од фамилии, потесни, пошироки и така натаму. Што вели овој стих? Матеј 10:37. Кој го љуби таткото или мајката повеќе од мене, вели Господ, не е достоен за мене. И кој го љуби синот или керката повеќе од мене, не е достоен за мене. И сега тука не е спомната ни и жената или било што. Значи, тука може да ги ставите сите тие членови од семејството. Таткото, мајката, синот, керката. Кој ги љуби повеќе нив од мене, вели Господ, тој не е достоен за мене. Господ, на Господа може да му кажете љубов само ако тој ви е на прво место. Да нема ништо пред него, па ниту член од семејството. Ова е посебно чувствителна тема. Одиме понатаму сега, ова истото како го кажува Лука. Значи овде вели во Матеј, кој го љуби таткото и мајката повеќе од мене. Изразот повеќе од мене. А видите што вели во Лука 14:26. Значи, кога читате Матеј 10:37, во маргината таму ќе го најдете стихот Лука 14:26, кој што е поврзан со овој стих и вели: ако некој дојде при мене и не ги намрази, многу силен речник, повторно ќе кажам. Ова во превод, значи паралелно со Матеј би значило, што би значило? Дали таму велеше повеќе од мене, ако ги сака повеќе од мене, не е достоен од мене, за мене. Од вели да ги намрази или да ги сака помалку. Но речникот е навистина силен. Ке видиме понатаму многу примери во Библијата каде што токму тој збор се користи. И во оригиналот стои тој. Намрази. Че ако некој дојде при мене, а не ги намрази татка си и мајка си и жена си и децата и браќата и сестрите, па и својата собствена душа, не може да биде мој ученик. Како што истакнав, можеш да го сакаш вистински Бога само ако ти е на прво место. И логика да употребиме, јас пак ќе кажам, не можам да му кажам зборот мрази, меѓутоа еве гледаме како Библијата го користи овој израз. Ако сакаш друг повеќе од Бога, тоа значи дека помалку го сакаш Бога. Ајде така да кажам. Ајде да отвориме во Битие, да видиме, знаеме Јаков што требало сте да направи, колку години да служи, за да добие љубената. Која беше? Рахила. Затоа што му е подметнаа предходно Лија. Значи, отваряме во Битие 29 глава, 30 и 31 стих. Овде преводот македонски не е соодветен, ама ќе ви кажам како гласи во Кинг Джеймс. Слушайте сега, Битие 29, 30 и 31. Значи, прва Мојсиева 29, 30 и 31. Знаете, Јаков е кај Лавана. Вели, тогаш Јаков и пристапи на Рахила. И ја љубеше Рахила повеќе од колку Лија. Ја љубеше Рахила повеќе од колку Лија. Во секој случај, сега да кажам, не е паметна работа да имате повеќе од една жена. От имате проблеми. Гледаме овде. Ја љубеше Рахила повеќе од Лија и така му служеше на Лавана уште 7 години. 7 години служил, овој му е подметнал Лија.
не таа што ја любил. И уште 7 години сега за да доби Рахила. Тоа е љубов. А? Господ види дека Лија не е љубена, па ја направи плодна, доека Рахила остана неродка. Но на местото не е љубена, во King James стои намразена. Значи, паралела со она помалку ја љубеше, овде вели, значи ја мразеше. Ево уште еден пример во Малахија, 1 глава од 1 до 3. Малахија 1 глава од 1 до 3. Тоа е последната книга од Стариот Завет. Значи, јас само ги читам стиховите и ви кажувам дека оригиналот стои намрази, а вие можете дома да читате и да едноставно се обидете да го разберете тоа. Зошто таков силен речник? Ја читавме и втората заповед. Господ е ревнив Бог. Господ не сака ништо пред него да ставате. Тој треба да биде на прво место. Видите што вели овде во Малахија. Јаков бил Божи, се извинувам, првиот стих, пророштвото, Господово слово до Израел преку Малахија. Ве љубев вас, зборува Господ, а вие прашувате во што не љубеше. Не беше ли Исав брат Јаковов? Исав и Јаков беа браќа. Но да, кој беше изборот Божи? Јаков. Знаеме Јаков каква глупост направи сето тоа за да го добие првенството, иако му беше ветено и така натаму, но видите што вели. Говори Господ, Господ говори, но го воздобив Јакова, а Исава го замразив. Не дека Господ го мразеше Исава, туку негов избор беше Јаков. Му ги претвори в градовите во пустини и така натаму, не читам, значи беше битно тоа. Го воздобив Јакова, а го замразив Исава. Сега, каков е нашиот однос кон синот, кон керката, кон жената, сопругот, сопругата и така натаму? Каков е нашиот однос, може би, кон новата работа, кон новиот автомобил што сме окупили, било што? Значи, знаете, денеска може нема кипови, ние мислам немаме кипови, барем, или икони во црквата, ама може би имаме нешто друго што ни е на прво место и нешто што на некој начин како да представува Бог. Дали тоа може да биде синот, дали тоа може да биде керката? Ова е чувствителна тема, знам, тешка тема. Ќе речете, може би мене ми е лесно да ја зборам, ама не е. Јас сум дел од семејство. Ни жена, ни било кој не треба да ти биде на прво место пред Бога. Тоа Бог го бара. Не значи дека треба да намрзи жената, нели, видовме. Но на прво место треба да ти е Бог. Затоа што повторно ќе дојдеме до тоа дека кршики е таа прва заповед, еве и втората заповед, пошто се поврзани, вие си нанесувате еден куп зло и неволи во животот. Ако Бог не ви е на прво место. Бог бара послушност. Како што видовме, преку тоа се покажува дали ние вистински го љубиме Бога. Ајде сега да отвориме, да се подсетиме на оние стихови во Битие, самиот почеток на проблемот, да кажеме така. Ајде да не читаме, тука не мора да читаме, се знаеме дека Господ му заповедал на човекот во 2 глава да јаде, значи, од сите дрва во градината, имал право да јаде од било што, од се, само од едно дрво кое што е во средината на градината, дрвото на спознание на добро и зло, да не вкусува. Затоа што вели, кога ќе вкусиш во тој ден, ќе умреш. Знаеме дека тоа не се случило, мислам, таа смрт во тој ден, иако Адам и Ева почнале да умираат, така да кажеме, само заради Божјата милост. И сега во 3 глава, каде што паднале на испит Адам и Ева, знаеме дека Ева била измамена од змијата, кое што, за разлика од Бога, кој што рекол јасно и гласно, ке умрете, ѓавол што им рекол? Ке живеете. Со други зборови, нели, нема да умрете. Ке живеете.
Не бе, јадете, ке живеете. Господ вика, ке умрете. Дјаволот, не, ке живеете. Ева паднала на тоа. И сега видите го проклетството. 17 стих од 3 глава. А на човекот му рече, на Адама, затоа што го послуша гласот на својата жена. Та јадеш од дрвото за кое ти заповеда, велејки не ке јадеш од него, земјата ќе е проклета заради тебе, со мака ќе се храниш од неа сите денови на својот живот. Зошто ние со мака заработуваме? Парче леп се потиме, кој вака, кој онака, секој на свој начин, или според своја професија и што избрал да работи. Заради тоа што Адам ја послушал својата жена. Наместо Бога. Член на семејството пред Бога. И тоа, кој член? Жената. Мажот и жената ја прават најтесната заедница. Тоа е потесна заедница отколку мајка и керка или дете, мислам. Потесна е. Исус кога ја опишува својата врска со црквата, со невестата, која паралела ја зима? Маж и жена. Тоа е најтесната заедница, можна заедница. И сега овде мажот ја послушал жената и заради тоа куп проблеми. Да, сега, мажите се смешкаат, жените ништо. Меѓутоа може и обратно да биде. Ни за жената мажот не треба да биде прв пред Бога. Тоа е нормално. Затоа што и тука ќе имате проблеми. Значи, што покажа Адам со ова? Ја послушал жената, не е дека не го сакал Бога, но во духовна смисла Господ вели, ме намрази. Јас треба да бидам на прво место. Иако Адам сметал дека го сака Бога. И денеска има еден куп христијани кои што се декларираат како христијани и велат дека го сакат Бога, а не ги држат заповедите, а не покажуваат послушност, со тоа не покажуваат љубов. Или покажуваат нешто друго. Не сакам да го спомнам, наистина, тој збор, кој што еве го среќаваме во самата Библија. Бог треба да е на прво место, тоа е љубовта. Еве да отвориме сега во Второ Законие, 5 Мојсиева 6 глава. Од 4 до 9. Второ Законие 6 глава, 5 Мојсиева 6 глава, 4 до 9. Ке читаме, овие се познати исто зборови. Чуј Израелу, Господ е наш Бог, Господ е еден. Затоа љуби го Господа својот Бог. Што мислите, зошто го користи ваков речник? Со сето своје срце, со сета своја душа, со сета своја сила треба да го љубиме Бога. На прво место. Овие зборови што денески ти ги заповедам, нека ти се врежат во срцето. Значи, добро запомни ги. И не само ти. Напомнувам ги на своите синови. Зборувај за нив кога седиш дома во твојата куќа и кога одиш патем, кога легнуваш, кога стануваш. Врзи ги на својата рака за знак и нека ти бидат како запис меѓу очите. Напиши ги на довратниците на својата куќа, на своите врати, на секаде да се околу тебе, да се сеќаваш секојаш. Господ е на прво место, да го љубиш со сета своја сила, со сето свое срце. Со сета своја душа, како што вели. Од овие стихови земени онаа изјава на Исуса, за кој што, нели, често пати, знаете, ќе слушнете од некои свештеници или верници од други цркви, дека Стариот Завет, законот со 10 заповеди, тоа е во Стариот Завет, тоа е укинат, сега постои еден друг закон, Исусов закон, тој закон е љуби го Бога и љуби го ближниот. Еве во Стариот Завет читавме, љуби го Бога со сета своја сила. Исус од таму го зел тоа. И кога го прашува законикот, која е најголема заповед во Матеј 22 глава, може таму да отвориме, Матеј 22 глава, Исус што му вели? Значи го запрашува со прашање, која е најголема заповед? И Исус му вели, во 37 стих, Матеј 22,
Исус му вели, люби го Господа твојот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со сета твоја мисла. Го зема стихот второ законие. И не застанува тука, туку тоа вика најголеми прва заповед, а втората како ова, люби го твојот ближен како себе си. И сум зборувал и порано. Дали забележувате кој е редоследот овде? И како често пати се појавуваат проблеми заради тоа што не е запазен овој редослед. Кој е прв? Кој е на прво место? Бог. Па кој е втор? Ближниот. А кај сме ние? Кај си ти? Последен. Люби го ближниот како самиот себе си. Да, многу е битно и самиот себе си човек да се сака. Но Бог е на прво место, ближниот, и нормално и така и се покажува преку служењето на ближниот, преку љубовта што ја покажуваме кон ближните, покажуваме дека го љубиме и Бога. Тоа е дел од законот, тоа е втората плоча. Замислите, ако денес Бог ни е прв, и тоа пред најблиските, пред синот, керката, жената, мажот и така натаму, тогаш многу ќе ни биде полесно во деновите кои што доаѓаат, кога ќе треба да одлучиме меѓу Бога и зверот. Ја мислам дека ќе биде многу полесно, нели? Ако сте одлучиле меѓу Бога и вашиот син и керка, кој треба да биде поважен, прво место, тогаш полесно ќе ви биде утре да одлучите меѓу Бога и зверот. Кога, нели, за тоа ќе дојде време, а времето навистина ита. Секјавате во Матеј 7 глава, тамо кога Исус вели, ќе дојдат и ќе ми речат, па во Твое име проповедавме, истерувавме демони, евангелизации држевме, толку книги поделивме, волку души обративме и така натаму, а Исус им вели, не ве познам, одете од мене, не ве познам вие кои што правите беззаконие, го кршевте законот. Вие не сте тие кои што ме љубите. Иако правевте еден куп дела, послушноста, држењето на законот, тоа е, преку тоа се покажува љубовта, тоа самиот Исус го каже уште во првиот стих што читаме во Јован 14 глава. Сега се поставува прашањето до секој од нас, дали го сакаме Бога? Дали сме спремни, со други зборови, да тргнеме се што го зазема местото, кое што треба да го заземе Бог? Било тоа да е керка, син, било што. Жена, маж. Дали сме спремни да ставиме се, со други зборови, каде што му е местото? Значи, местото на синот и керката или жената или мажот не име на прво место. Не, Бог треба да биде на прво место. Па потоа, ближните. И, нели, во изминатите излагања спомнавме дека се што правиме, дали јадеме, дали пиеме, дали се облекуваме, било се што правиме во својот живот, треба да го правиме на Божја слава. Да го прославиме Господа. И често пати се случува, сите ние сме грешни, да жената или мажот дома бара нешто што не е на Божја слава. Кого ќе послушате? Дај ми ги ти на мене парите, па јас ќе ги потрошам тамо на глупости. Дај ќе извадиме кредит за да одиме на одмор во Грција. Да вадам кредит за да одам на одмор. Па ќе се шлупкам дома во коритото подобро, отколку Грција да ја видам, колку што па многу сакам да ја видам. Добро, сега да не. Само примери кажувам. Значи, се треба да си дојде на своје место, се треба да си биде на своје место. Бог е на прво место, оно што Бог го вели, па потоа се друго. Аврам, го спомнавме, читаме неколку вечери за Аврам. Замислите што се барало од Аврам. Аврам на 100 години, кога му било умртвено телото, и нему и на Сара, Господ му дава чудо дете, Исак. И потоа на 120 години му го бара назад Исака. Оди, вика и принеси го како жртва. Најмилото, синот. Нешто што толку желно го очекувал.
Па сите ние имаме по некој Исак во нашиот живот, да бидеме искрени. Кој што треба да го жртвуваме. Под наводницу знаеме што се случило. Што биднало таму во 22 глава 12 стих? Не ја спуштај раката врз детето, само што не го захвал. Не ја спуштај раката врз детето, рече, ниту му прави нешто, му вели Господ. Еве сега знам дека се боиш од Бога, зашто не го задржа од мене ни својот син, својот единец, своето најмило. Сега знам дека ме љубиш вистински. Епа, драги мои, ова беседа е тешка и за мене, признавам, но фактот е тој. Бог треба да ни биде на прво место пред било кој. Знаете колку ситуации сум видел во времето кога, така бевме поактивни со Атанас, па имав една прилика порано, неколку прилики на саем, на книга или што беше тоа, стоиме, продаваме книги. Знаете колку прилики сум видел кога маж и жена одат и мажот ќе застане, ќе се заинтересира, а жената ќе го повлечи и ќе отидат. Или обратно. Заради маж, заради жена, заради син, заради керка, може да изгуби некој спасение. Бог нека ни биде на прво место. Тоа е пораката. Нека му е слава нему. Амин.